Deca, dojde vreme da zastanem pred Boga. I to i da go izmeri i dobro to i lošo to što sam go storila. Ne zbori taka, majko. Ima ušte život pred tebe. Ne sme decata da se lažeme. I ne mi je žal što ke si odam. Dojde vreme to. Ne mi je žal zašto ve izgledav sama site trojica. I ne mi go posramotivte obrazot. Pa, daj Boži ponatamo da si ostanate isti. Dobri, umni, česni, kako i dosega. Za najmalovo. Malko mi je žal što go ostavam. Malko je... Ušte je malečko, ama vi je, sinko, ste postari. Da mu se najdete, da mu pomognete da go ispravi patot. Ќе му се најдеме и во арно и во лошо, мајко. Братче ни е, па каков и да е. Затоа биди спокојна, не бери гајле. Sinko, vikni go poput, da se ispovedam. Dođe časot. Си отиде душичката. Нека е лесна земја. Сега што ќе правиме? Ќе се делиме или ќе живееме заедно? Мама рече да не се делиме. Јас што ќе правам? Абе, да не се делиме, ама јас мислам да се женам. А не знам дали таа ќе сака да живееме заедно. Па и мене одамна ми помина времето за женење. Ако почекам уште малку, не знам дали ќе ме земе некоја. Мислам дека најдобро ќе биде да се поделиме. Па секој со својата среќа. А јас? Мама ја нема, вие ќе се жените. Абе, и ти ке си го бараш чарето? Па нема да те гледаме цел век? Ти, брате, си уште мал и не си за домаќин. Ние ќе земеме се што има и ќе поделиме. Зашто треба да се жениме? А тебе ќе ти го дадеме коњот. Па ти си го патот некаде и оди глави си за измиќар. И кој ќе станеш човек, ако станеш, ние сме тука, не одиме никаде. Нели мајка рече да делиме се братски? Се давали имот на ваков? Ај, погледни го, па кажи што ќе стори со она што ќе му го дадеме. Најарно ќе биде како што кажав јас. Левот ќе си го вади некаде. А и повеќе не му треба. Ете, нека го продаде коњот, да земе нешто колку да не е без ништо. Па и нека се глави кај некој имашен човек. Мене коњот, а вам имотот. Ако, нека биде така. Мама да беше жива, ако. Земи си го коњот и утре фати го патот. Барај си го късметот. Па ако Ептен не бидува, ние сме тука. Па ако отидеш, може
и од тебе да стане човек. Бате, и ти велиш така? Па, не гледам друго чаре. Земи го конјот и белки некој некого ќе изнесе на пат. Добар ден, синко. Добар ден. Кај си кинисал, а? Еве конјов да го продадам. Го продаваш коњо. Конјов. Еми, чекај да видам малку. Оти, знаеш, и јас сакам конј да купам, ама... Сакаш конј да купиш? Абре, сакам, ама не ваков, не ми се гледа баш некако многу арен. Оти не бил арен, арен си. Арен. Оти, така ми се гледа некако. Добро. А и ти ми се гледаш арен. Арен, јас дал Бог добро, Ваше ли ова, а? Да, наше од мало го имаме. Значи, кабуетлија е кобилата. Туку, слушај, ќе ти дадам јас еден совет тебе како татко. Што? Ти ќе одиш на тие што ти дале да го продаеш коњо, Аха. им кажиш, оти овој конј не се продава. Не. Така да знаеш. Ви го сега, па јас овој конј морам да го продадам и готово. Тогаш оди, продај го. Одам. И ти продај се. Ај со здраве. Ајде. Бре. Деца, чии сте вие? Од Митрата. Падарот. Од Митрета Падарот. Од Митрета Падарот? Па татко ви нели сакаше конј да купи? Тој веќе купи конј. Купи. Кога купи? Галиба вчера. Па добро. И како арен конјот? Арен. Арен. Многу арен. Многу арен. Па сега. Да не му треба уште еден? Не ќе да му треба. Не? Не. Добро, не. Па ај со здраве. Ајде. Кој ќе купи стар конј? Ни за да го одерат не го бива. Море знам. Утре ќе одам на Иван пазар. Доста бе. Ќе одам на Иван пазар и таму ќе те продадам. А белки за леп ќе земам. Колку да не умрам од глад, додека најдам работа. Така. Кажи колку бараш за конјот. Колку бараш, толку ќе дадам. И јас, што конјот? Тебе за продавање ти е конјот или за чување? Пред малку се жалеше дека никој не сака да го купи. А сега молчиш. Колку му бараш на конјот? Ама конјот не знам Ако ти е за продавање, кажи ја цената. 250 гроша. 250 гроша. Земи си. Ај, од глад ми се причинува сешто. Море, земи си. Од каде да земам? Море, ќе го оставам јас конјот тука и ќе си одам дома. Право дома. А браќата? Што да им речам на браќата? Море, знам што ќе им речам. Ајде. Го продаде на дрво. На дрво. Арно што си го продал. Ама, каде ти се парите? Дај да ги видиме парите што си ги земал од дрвото.
Дрво едно. Па рече да дојдам утре и да си ги земам. Утре, а? И за колку го продаде? 250 гроша. Па убаво си го продал. За таков конј убави пари си земал. Ќе земеш. И што велиш? Утре ќе ти ги даде, а? Така рече. Харно, така нека биде. Слушај, оваа ноќ ќе преспиеш овде, а утре рано да одиш да ги земеш парите. Само ако не ги донесеш, овде повеќе да те нема. Ич не гледај ме. Јас истото ќе ти го речам. Ќе вечераме? Ето. За купување никој не сакаше да го купи. А за крадење веднаш го украле. Една ноќ не можеше да постои. Сега не знам што ќе правам. Без пари да се вратам не смеам. А пари да најдам не можам. О, мори мајко. Ај. Еа. Леле, пари. Ова се парите што се пазарев за конјот. Чекај. Си земам, јас ќе си земам 250 грошеви. Еве, 250. Има уште, ама ако, тие не се мои. Јас се пазарив за 250 грошеви. Леле, одам, бедно думата. Знаеш што си мислам? Ако имаме среќа, овој нема да се врати. Му рековме да не се враќа без пари. А од каде ќе ги најде? Значи, нема да се врати. Мислиш, будала е или така само се прави? Гревот е да се каже, ама малку е недоветен. А и не е криво детето, од Бога му е. Ама и ние па треба куќи да кучиме. Така е, така е. Ајде да одим. Ајде. Еве го. Ние за волкот, а магарето... Ти рековме без пари да не се враќаш. Зошто се врати? Па не сум без пари. Дрвото ти плати, а? Да, ми плати. Сакаше да ми преплати, ама јас не сакав. Си зедов токму 250 грошеви. Колку што беше пазарено. Еве. Сега треба и од беселка да го вадам. Од кога ги украде? Ама не... Когото пазбарувај! Ама не ги украдов, од дрвото ги зедов таму пари, злато, колку сакаш. Многу. Тоа се парите од разбојниците. Разбојниците ги фатија, а парите никогаш не ги најдоа. Да. Ајде да одиме до... Па зашто не ги зеде сите, бе? Ајде да одиме. Ајде оди дома. Дома ќе се расправаме. Чекај не, после ќе се расправаме. Ајде да одиме. Ајде.
Многу сакам да знам колку тежат. Ама немаме кантар. А да ги изброиме? Како да ги изброиме? Па, Многу се. Абе, немаме ум за да ги изброиме. А да одам јас да земам кантар? Да, баш, ти си тој што треба да оди по кантар. И кога ќе те прашаат, што ќе мерите со кантарот, како ќе речеш? ова. Јазикот ќе ти го исечем. Разбра, за ова никому ни збор. Избор. Ти ништо не знаеш. Ништо. Разбра? Јас ништо не знам дека сме нашле богатство, ама вие да не ме праќате никаде и јас тука да си седам. Ќе си останеш тука. Не бери гајне. Само за ова никому ни збор. Сега да одам по кантар. Ајде. Од кого? Па, од Чорбаџи Димко. Од Димко, Тој сигурно има кантар. Може има и некој друг, ама за него знамо ти сигурно има. Слушај, ако те праша зошто ти е кантарот, ти ништо не знаеш. Абе, ти му речеш, мене не ми кажуваат ништо, јас не знам ништо. Разбра? Само да одам и да побарам. Така, ај, батено, ај. Ајде. А? Го виделе? За ништо не го бива. Ама Господ го сака. Слушај, да ги измериме, за да знаеме како да ги делиме. Чорбаџи! Чорбаџи, ете, мене ме пратија кај тебе, ми рекоа да зедам од тебе кантар. Што да правиш? Да земам кантар. Така, убаво кажи да те разберам. Да земиш кантар. Кај те нашле тебе, бе? Оте? И како ќе ти го дам кантарот? Ти додека оиш до дома можеш да го изгубиш. Не, Чорбаџи, јас не губам. Добро, го изгубив конјот, ама затоа најдов... Што најде? Не најдов ништо. Ништо. Само оглавникот од конјот го најдов, а конјот го немаше. Зошто вие тој кантар, види сега, да продавате вие немате што, а и да купите немате со што. Не знам јас што ќе мериме. Тоа бате знае. Јас не знам, јас знам дека треба кантар да земам, а што ќе мериме со кантарот не знам. А не знаеш дали ќе правите алжвериш? Не. А само кантарот ви треба да мерите нешто, аха. Да мериме. Слушај, ли е така, ќе ти го дам кантарот. Само, Лазаре, изметеру. Дојди вамо, бре. Кажи, Чорбаџи, Дојди, што треба? Дојди. Слушај ме сега што ќе ти речам. Ова момче кантарот дојди да го земи. Ќе му го даеш ти кантарот, само кантарот ми е во изба. Ќоиш така да го исчистиш од прашината, чист да го дајме, сетне на тасот, да премачкаш од смолата. Она што не се гледа, а лепи се. Од трите врвои што ја носам. Така, убаво да го премачкаш, па да видам што ќе мера да се залепи сетте на кантарот. Разбра? Ај сега поитај да не чека момчето. Ајде. Сега ќе го донесам. Ајде. Така, велиш, алжвериш не правите, нешто ќе мерите. А што батко ти не ти кажал? Тоа си знае бате, јас ништо не знам. Убаво го научиле. Велам, јас убаво сум го научил измеќарот мој Лазар да си ја знае работата. Лазаре, го забриша ли? Хајде дојде. Еве, Чорбаџи, го исчистив. Убаво. Добро го исчистив. Така. Сега убаво е зачистен, ти земи го, носи го дома и внимавај по пато да не го загубиш.
Добро. Разбра? Значи да внимавам. така. Веднаш дома да одам. Така, веднаш дома. Добро. Многу ти благодарам, Чорбаджи. Јас, бате, тоа да измери и јас ќе го донесам. Добро, ајде, оди ти. Ајде. Многу ти Оди. благодарам. Така. Слушај, го премачка око, што ти рекол. Како што ми рече Чорбаджи, убаво. Така, ајде сега. Оди пак да си ја гледаш работата. Да цепам дрво. Хајте, Ајде. работи. Ајде. Тука. До. Ете. И овој кев го направивме. Колку е? 1, 2, 3 и пол. Сега знаеме што имаме и што можеме да делиме. Ако делиме. Сега да го вратам кантарот. Да. Врати му го на дига. Останал еден златник. Каде? Тука на кантарот. Да видим. Вистина. Нешто имало намачкано таму и се залепило. Не може да имало намачкано. Јас го чекав чорбаджијата, а изметерот негов беше долу во избата и го бришеше кантарот. Тој старец сака да не надитри. Сакал да разбере што мериме. Дај да видам јас. Држи го. Еј. Не може? Вистина Дај, не мамо, да видам, не може тоа така. Не може. Не може? Дај, може. Сега ќе видиш како може. Некој офна. Некој има под прозорецот. Златникот го одлепив, ама чорбаджи Димко лежи долу. Леле го отепав. Димко, Да. А те? мислиш дека не видел? Не, високо е, не можел да види ништо. Туку да одиме да видиме дали е жив. Абе, жив, не жив. Да го однесеме понастрана од нашата куќа. Да го однесеме пред неговата порта. Ајде, инаку ќе си ја нафркаме белята. Ова покри го вака. Баш ти благодарам, Чорбаджи Димко, за кантарот. Сега кога ќе се освести, кога ќе види, седам тука, што правам тука со кантарот, брате? Сега сме богати. Што мислите, ќе се делиме сега или не ќе се Слушај, јас делиме? мислам вака, како мајка што рече. А? Да живееме братски, сите заедно. А ова малечково да го чуваме како очите во главата. Не е со многу ума, ама е со многу среќа. Знаеш, брат, ние не го сакавме многу, ама Господ го сака. Така да ако го чуваме, и нас ќе не сака. А? Право велиш. Тоа малечко како топола се направи. Што мислиш ти? Јас мислам дека сите треба да останеме заедно. И мајка кога умираше така ни каже. А, така. Така. Ајде.